Денеска православната црква ги празнува светите маченици Агатопот и Теодул и преподобниот Марко Трачевски. Светите маченици Агатопот и Теодул. Првиот украсен со старечка побеленост, а вториот со момчешка целомудреност. Во времето на Диоклецијановата потера на христијаните, овие двајца биле повикани на суд. Со радост тие се одзвале и држејќи се еден со друг за рака, оделе викајки: ние сме христијани. Сите совети на судијата да се одречат од Христа и да им се поклонат на идолите останале залудни. По долгото самување и гладување биле осудени на смрт и тоа со потопување во морето. Тогаш им ги врзале рацете наопаку и им обесиле по еден тежок камен за вратот и ги повеле да ги потопат. Кога сакале прво да го турнат Агатопот во длабочината, тој извикал: еве, со второто крштение се измиваме од сите наши гревови и заминуваме чисти при Христа Исуса. Нивните потопени тела морето наскоро ги изфрлило на брегот и христијаните честно ги погребале. Светиот Теодул им се јавил на своите познаници како ангел светол во бела облека и им наредил сиот негов заостанат имот да им го разделат на сиромасите. Овие прекрасни Христови војници честно пострадале во времето на царот Диоклецијан и солунскиот кнез Фаустин во 303 година. Спаси Присно Деви Марија.
pravi, edin si Святия Троиci, proslavljajmy Otcu i Святому Duchu, spasi nas. Преподобниот Марко Трачески се нарекува уште и Атински, оти Атина му било родното место. Кога го завршил високото образование во Атина, му умреле родителите. Тој помислил во себе дека смртта и за него е неизбежна и дека треба да се подготвува благовремено за чесното излегување од овој свет. Раздавајќи го целиот имот на сираци, тој седнал на една штица во морето со тврда вера во Божјата помош и со молитва Бог да го одведе некаде според неговата волја. И Бог, промислителот, го сочувал и довел во Ливија, во планината викана Траческа. На таа планина светиот Марко се подвизувал 95 години, не видувајќи ни човек, ниту звер. Полни 30 години водел страшна борба со лошите духови и се мачел, и со глад, и со жед, и со мраз, и со жега. Јадел земја и пиел морска вода. По 30 години најжестоко страдање. Победените демони избегале од него, а ангел Божи почнал секој ден да му донесува храна во вид на леб, риба и овошје. Пред самата смрт го посетил светиот Серапион, кој после и го објавил чудното житие на Марко Подвижник. Го запрашал Марко Серапиона дали сега во светот има христијани кои кога би и рекле на оваа гора, крени се од тука и фрли се в море, така и да биде. Во тој час се покренала планината, на која што биле слично на морето, а Марко замавнал со раката и ја застанал. Таква чудотворна сила имал овој Божји човек. Пред смртта се помолил за спасението на луѓето и му ја предал својата душа на Бога. Светиот Серапион видел ангели како ја зеле душата Маркова и испружена рака од небото што ја прифатила. Поживеал светиот Марко 130 години и се упокоил околу 400-та година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления